Здраво и добродојавте во новата епизода на подкастот Генерација ММ. Денес разговараме за една многу интересна тема која што досега немаме опфатено, ниту пак многу често ја опфаќаме преку нашите активности, но сметаме дека е доста важна, дека некако низ разговорот со младите кои што ги имаме постојано, некако оваа тема се начина како доста важна и интересна. Денес разговараме всушност за културно-забавната сцена во Македонија. Што се случува, кои манифестации постојат, дали сите тие манифестации настани кои што се организираат одговараат на потребите на младите, дали младите артисти всушност имаат храброст да влезат, да кажеме, во тие води. За сето ова денеска разговараме всушност со Виктор Божаров, кој што е актер и кој што верувам дека навистина ќе даде интересен аспект и гледиште на овие работи. Здраво, Виктор, и добро дојде во подкаст на Генерација ММ. Добро вечер, мило ми е што сме тука и да си помоветиме. Па да, верувам дека имаме доста интересен разговор. На самиот почеток би те прашал како ти би ја опишал моменталната состојба во која што се наоѓа нашата културна забавна сцена. Па не би бил, не знам како, заглавен. Заради тоа што пак морам да зборам од некоја си лична перспектива, затоа што, не знам, пред 5 години, ние сега пред тоа си правевме муабет, отидов во Прага, фактички се уште таму живеам, така да се враќам често, цело време, пробувам да работам тука што можам повеќе. И не се сменило ништо од кога сум, едно е исто, работите се исти, така да не знам. Значи не гледаш некоја промена, да кажеме, во последната деценија, например, во спектарот на манифестации кои се случуваат кај нас и кои што се организираат? Не знам колку можам да зборувам во целина за сите манифестации, повеќе можам да зборувам за таа драмска дејност, за независниот театар, ако смеам да речам, затоа што мање више таму ми е... Да, таму ти е твојата главна работа, така е. Тој го работам особено последниве 2 години, така да од кога се вратив поприлично работите се истите се конкурсите, истото е принципот на работа, за сите помалце, на крај никој со ништо и така. Добро, да. Интересно е дека некако работите постојано се вртат во круг и вака и низ неформален разговор кој што ги имаме со младите. Генерално и тие го имаат истиот тој впечаток. Зборнавме пред почетокот на снимањето, 2017 имаш дипломирано, така? Да, 2017. Да. Сега ме интересира во каква состојба беше ти и твојата желба, мотивација кога одлучи дека ќе студираш глума, која беше твојата главна мотивација за да кажеш јас сакам да студирам глума, бидејќи тоа е некоја уметност која што доста креативна, иновативна или постојано бара некои иновативни, да кажеме, можеби решенија, креативноста е доста застапена. Која беше твојата мотивација? Не би рекол дека сум еден од тие што ви кажат од деца сакав да бидам актер, поприлично дознав дека сакам. Имаше драмска секција во Корчагин каде што учев. Ова сега го дознавам ексклузивно. Зајте сме корчагинци, значи. Да, сме. Добро. 2012 завршен Корчагин. Добре, сме се покасно од тебе. Да, и таму имаше професорката Татјана Алексич. Во првата представа што ја правевме таму кревет, кога почна драмска се може би имало некојаш претходна, но да кажуваш таму ученик немаше. Пробав, добив шанса и едноставно некако запали. Интересно беше, премногу. Сега го тука и секогаш не повторувам една као шала, сите многу од актерите ќе кажат, не, толку многу го читав Гротовски или не знам Чехов кога изгледав. Јас си гледав ситком и од таму ми беше тоа еден ден јас да можам така да работам, да е све на шала подоцна, нели сега тоа е пристапот од дете, така сега работиме и многу по широко тоа, ама така доаѓа. Почетокот за мене кон актерството доаѓа некако од тие телевизиски работи и тоа денес уште по тоа че знаеме некој серијс. Да, а дали повеќе те влече, да кажеме, театарската сцена или може би повеќе се си има своја убавина, во поголем дел од мојот живот сум работел театар, така да не би си газел на театарот или би си дозволил да бирам. Се си има своја убавина. Ама сега прашањето беше од каде почна од таму, а понатаму тоа се развива. Да, сега кон нови можности се и нови се спознаваш себе си, нови интереси, нови не знам, нови работи стануваат возбудливи кои што не ти биле на 16 години. Например, возбудливи, така да
работите се менуваат од како растеш и како се откриваш, што сакаш. Да, супер одлично, некако ми да воведа следното прашање, тоа е вака веројатно и работиш и со помлади, и со средношколци, можеби си или не толку. Не сум да, во студенти генерално во постојна комуникација си. Сега ме интересира какви манифестации сакаат да посетуваат младите. Првствено ти какви манифестации сакаш да посетуваш, а после вака генерално ако можеме да кажеме што ги интересира младите кај нас. Можам да зборувам повторно исклучиво лично, заради тоа што пак тие 5 години си го зимаат своето, така не сум бил целосно присутен тука за да ја знам конкретно сликата каква е. Меѓутоа никој не вика да не се оди по кафани. Сите сакаме да седнеме во кафана. Ама кога културниот живот ти се сведува на исклучиво да седнеш во кафана, станува поприлично сиромашно. Не дека не се работи, баш напротив, сметам дека во последно време можеби тие институционалната страна не е смената што ја викам, меѓутоа гледам пак сега јас се уште се декларирам како млад, ама има се уште и помлади од мене. Гледам искрено многу поголема иницијативност кај помладите мои колеги да креираат, само иницијативно, отколку тоа што сум го имал јас како собствена иницијативност пред веќе 7-8 години. Некако мала е разликата од 7-8 години, ама сепак се приметува некоја поголема иницијативност, дали да речам социјални мрежи, сите тие, многу глупаво, меѓутоа сите тие тиктоци, инстаграми, чуда ги окуражуваат помладите да земаат работи во своја рака и да се поиницијативни, дури и во театарски проекти. Барем не знам, тоа е некој си како јас ги поврзувам работите, затоа што мене ми е напорно да не знам да тоа одржуваш инстаграм и чуда. Барем така сум го доживувал секогаш. Но подека свакаш дека се си има и своја убавина и предности и едноставно те учи на одредени некои рутини, да ги речем, некои иницијативности по мене. Да, а дали можеби сметаш дека таа само иницијативност која што имаат младите да наоѓаат некои други начини за лична промоција или да го искажат својата желба кон уметноста, кон театарот, кон музиката, дали се должи на тоа дека можеби не добиваат поддршка од институциите, па некако гледаат, окей, ако некој мене не ме поддржа, можеби јас сум тој што треба сами од себе да си направам лична промоција. Не знам сега, повторно можам да споредувам само, 5 години живеам во... Ако да, може да направиме таа споредба, тоа е окей. Квалитетот на театарот, таленти, било што нема разлика, искрено не постои разлика помеѓу Скопје или Прага. Разликата е во маркетингот, разликата е во организацијата, разликата е во поддршка, има не дека таму има некоја луда поддршка, ама е поддршка во насока да те стимулира да креираш повеќе, како да тоа го валоризираш, дали материјално или кариерно. Тука кај нас се сведува, јас повторно исклучиво ќе се држам до собствени искуства. Например, направивме во последните 2 години 3 представи тука, меѓутоа не успеваме да ги одржиме во живот. Дали е тоа недостаток на простор, дали е тоа недостаток на знаење кај нас од областа на маркетинг, заради тоа што со помошта која што ја имаме, тимовите кои што работат се сведува дека не може да биде 10 вработени во тој проект, туку се сведува дека ти мораш за тој проект да се случи да го сведеш на 3, 4, па после тоа молиш еден актер што нешто знал графички дизајн да ти креира постер, па молиш другар дали во проектот или надвор да ти среди музика, барам и во тој аспект е многу си подложен на грешки, би рекол, кога се работи така. Ама помошта која што во моментов се дава институционално, те ограничува дека ти мораш да го работиш тоа така, секако тука зависи од нас артистите, има многу европски фондови кои што се достапни за нас. Впрочем и така отвараме театар тука, скоро театар со кој што ги продуцираме тие 3 представи. Тоа е многу интересно името дека театарот всушност се вика скоро театар. Ајде имате позадината на името, инспирацијата за скоро театар. Тоа беше искрено шала која што си ја правев јас уште кога бев на академија и после тоа веќе се случи, не знам како. Прво отворивме театар во Прага, што се вика театар, небитно сега за овој разговор овде во моментов, меѓутоа видовме баш дека тие европски фондови се подеднакво достапни за артистите во Македонија, како што се за артистите во
Република Чешка и дојдовме до идеја дека треба да се отвори и во Македонија организација, театарска културна организација која што би пробала да креира и продуцира со комбинација на локална поддршка и на интернационална, претежно Европска унија поддршка, и името за заокружам беше дека се уште не е театар вистински, затоа што е скоро. Сега работи со полуфинанси, сега работи со тоа да буквално направи ми постер, што знаеш ти, што знам јас, сите да работиме. Значи те страни помош. Не го кажувам и тоа како нешто негативно. Тоа е позитивно, може би единствената позитивна промена што ја гледам во Македонија од таа 2017 од денес, заради тоа што јас кога излегов од академија, мојот мајндсет беше јас завршив, дојдете земете ме. Јас сум вашите, дајте ми да глумам. Да, чекаш абсолютно да дојдете побарате. Глумец и не си доктор, не му требаш на никој искрено. Реалноста е тоа. Едноставно мораш да бидеш проактивен, мораш да си ја создадеш собствената шанса, затоа што не си есенцијален. Си есенцијален во една поетична смисла, меѓутоа во вистинскиот живот зависи од тебе, не зависи од никој друг. Да, може би е така, сега спомна тоа глумец сум, не сум доктор. Колку мислиш дека генерално артистите се ценат кај нас во Македонија? Не би рекол дека се ценат, ама не е тоа, мислам дека е тоа прашање кое што е поприлично подлабоко и се работи за долгогодишна традиција, култура која што и не е ни тоа пак нешто трагично, заради тоа што додека се правеле театри, не знам, Прага, ка си ја земам повторно за пример, додека се градиле огромни згради театарски и се работел театар, ние сме биле под турско робство и не можеш да очекуваш дека едноставно да очекуваш дека таа навика за култура ќе се создаде подеднапо. Знаеш, кај нас таа навика за култура почнува да се создава поприлично доцна на европско тло. И тоа може да го гледаме како нешто негативно, меѓутоа јас тотално би одбрал друг начин да се тоа гледа. Тоа е дека е баш шанса на сега овие генерации да ја затворат таа дупка можеби. И таа дупката не е повторно зборам во артистите, едноставно што за нас како општество е културата. Не е нешто што е неопходно денес. За обичниот граѓанин културата не е нешто неопходно денес. За разлика се статистика, колку не можам да верувам на тие статистики што сум ги читал во Прага, млади, повторно тие под 31 година, во Прага барем 2 пати неделно одат на представа, да слушаат авторски бенд или на филм. Не е доволно да излезеш во кафич, кафана, каварна, ако не си ги викаат. Значи, ти ќе одиш, пивото не ти бега. Да, тука е. Ама, што правиш пред, што правиш после пивото? Едноставно, имаме доволно примери каде што можеме да ги видиме, не викам дека сите примери од, не знам, Европа или било каде на друго место се директно апликативни, ама со буквално таа иницијативност која што помалку се јавува тука и желба да се работи, еднаш ќе сгрешиш, еднаш ќе погодиш, еднаш ќе вакво и за едно 40-50 години. Не сакаме инстант резултати, нема. Да, ако точно дека нема, ама нели пак треба да се прави нешто во насока да се подобрат работите. Да не се губи кураж, заради тоа што го си ги спомнав и да можеме да се зборам отворено од 2017 до, пак ќе кажам, додека не решив да дури не решив, ми дадоа стипендија да одам во Прага, па некако полека се одлеп од некоја мртва точка, јас бев да чекам да некој мене ме земе. Значи ти 2 години точно откако дипломираш, дека дојдеш во Прага, не играш во ниту една представа? Играв, меѓутоа тоа не е тоа што ти го замислуваш и посакуваш. Едноставно тоа по лично, не можам искрено, не сум ни го споредувал баш со колегите, меѓутоа за мене беше поприлично демотивирачки кога завршив од академија. Јас немав желба и буквално тоа, ајде земете ме, ама треба да ме земат не од некој кастинг, од дома, од дневна треба да ме земат. Да. Така да многу е често таа демотивација кај младите, искрено. Верувам дека и во нови генерации се случува, ама на пример јас немав алатки со кои што се справам, не сум сретнал со некој што ми кажал поинаку. Едноставно тоа е моето лично искуство. Се до одреден момент каде што не знам,
сега жена ми, тогаш девојка ми, едноставно буквално ме праша као што сакаш бе ти? Као не негативно, буквално као што сакаш? И ја викам бе цел живот само импровизација сум сакал. И на академија импровизација сакам да правам. И вика ајде да одиме негде да пробаме нешто да направиме поразлично од мртвата точка. И буквално одбрав една академија, еден смер, тоа е авторско актерство, што фактички сега веќе го имаме магистрирано. И реков, таму се работи врз база на импровизации, тоа го сакам, аплицирам. Да, може би некогаш тие може би највидум едноставни прашања што сакаш, многу може да побудат кај нас различни чувства, емоции, размислување и да ни помогнат. Сега исто така во насока, нели, спомнавме добро, ти си актер, ама веројатно сакаш да слушаш и музика, сакаш да слушаш, нели, може би на некоја изложба, на поетско читање. Сега, дали кај нас тука сте тие интереси, желби што ги имаме да посетуваме различни културно забавни манифестации, таа желба е задоволена? Дали има доволно број на манифестации и избори што можеме да ги направиме? Би било неблагодарно да речам дека нема, затоа што навистина има. Меѓутоа повторно тоа е пак некогаш лошо со маркетинг, некогаш тие такви некои надвор од конвенционалните настани добиваат и по лоши термини, така да ретко ти можеш веќе на луѓе кои што сега да речеме од неуметници, например пријатели, инженери, доктори, било што, да му речеш ти дојди на настанот во вторник, во 12 на изложба или во 9 вечер, така да мислам дека има, меѓутоа се уште има многу можност за напредок. Може би не се во преден план. Многу можност за интеграција, многу не знам, да се сега пак некако цело време се влечам, многу секогаш сум бил против да се копира, меѓутоа пак ме искуството таму, па пак од тоа можам да споредам и тоа се врзуваат, например, во Прага многу често се врзуваат настаните. Не е доволно и дури не е доволна понуда да одиш само на изложба. Изложбата ја врзуваш со музички настан, ја врзуваш со, не знам, пробување на специфично вино. И тука си на едно место, имаш место. И сега буквално живееме во тој свет, ама изложбата како изложба нема да ти извади финансиски некаков бенефит, ама виното ќе ти извади бенефит некој и ги врзуваш за да се направиш да не си знам јазикот self-sufficient, како би било на македонски, као себеодржлив. Вајде. Па добро, да, буквално сме некако така. Да, некако. Да. Така да се цели кон одржливост. Не знам и дури и тие кога што се сите грантови, ти вика као цел, која ти е целта на проектот? Да направиш конекција со некој, некој да чуе за тебе. Да, не знам, сега последно го работев, паш пишував проект за мобилности, така да таму ми си у глава останати, као да, ќе одиш еве ти на мобилност во друга држава. Да. Што ти е целта? Така. Дали да креираш нешто, да направиш конекција, да истражиш нова култура. Која ти е целта? Ни фали мене некако таа цел. Мислиш дека можеби имате кај нас уметниците, артистите, да кажеме, немаат баш цел? Не, повторно не е од уметници, тоа се државни стратегии, тоа се не е еден човек не може да ја направи. Е потребна насока, е потребна стратегија која што сите би ја прателе. Сега јас нема да се правам тука паметен дека јас ја знам таа стратегија. Не ја знам искрено, ама потребна е има една стратегија која што е за сите успешно, веројатно тоа треба да се прилагодува на моменталната ситуација, претпоставувам. Ба да, ама од година на година ништо нема. Тоа е лошо. Од година на година ништо нема. Од не знам, од министар до министар цела стратегија не може да се смени. Да. Треба некој се не знам, политички збор што општ консензус. Аха, добро. Ама не знам, и тоа дури не е ни тоа, не беше ни тоа целта на мојот. Потребен е тој диалог, заради тоа што не може еден да ги има сите прави идеи. Потребен диалог, потребно е буквално вакви емисии, настани, дури да се спојуваат разни уметности кои што би може да мултидисциплинарните перформанси моментално се поприлично, би рекол, темелот на што сум гледал моментално да се случува низ барем таа централна Европа, каде што сум имал можност да видам, така да има можност од некои комбинации на нешто поразлично да се создаде.
и да се стимулира таа соработка, различни идеи, различни искуства. Не знам, нема среќа, знам дека аплицирав и на една можност за комбинација на наука, например, со уметност, например, актер да треба да креира заедно проект со физичар. Да, тоа звучи интересно. Значи, сега тие се работи кои што сум ги прочитал, сум ги видел, сум ги пробувајќи да најдам одредени финансии за скоро театар. Па ги гледаш што уствари, каде те насочува самиот грант, самите донации кои што ги добива уметноста, добива одредени насоки. Тие насоки, не знам, се прават. Поменам сега да не лупнам некоја глупост, ама се прават на некои 3, 4, 5 годишни, 6 годишни, 7 годишни анализи кои што си ги прават внатре, дали е тоа, не знам, Гете институт, кој што е најголем финансиер на ваков тип на проекти. Верувам дека и кај нас се прават некакви такви анализи, меѓутоа јас не сум видел разлика. Например, можам повторно исклучиво од лично искуство. Јас сум имал среќа да често со скоро театар добиваме одредени финансии од министерството, така да проблемот од моето искуство се ова кај тоа дека парите ми стигнуваат наменски да јас ги потрошам за сценографија. А јас молам 6 актери да играат за без пари. Не ми треба сценографија. Дозволи да се или појма нема ми се да ограничено е начин на трошење на ресурси. Или на пример сум обезбедил, не знам, од амбасада било која за сценографија, да баш министерството е тоа што треба да ги има флексибилност и разбирањето според мене. Според моето гледиште да ти можеш дури на потпишан договор да имаш обезбеди финансии за ова и ова и ова. Дајте да направиме пренамена за да јас успеам да ги земам тие втори финансии. Тоа што никој не ти вика, никој не ти дава до 3 места ти сценографија. За едно исто. Така е. Така да тие некои флексибилности се многу препознаени дека се неопходни. Таму горе, така да некој тоа би било некоја прва инстанца што би ја воочил како неопходно да се случи како промена. Брзо промена. Да. Си изназборев. Да, ако за тоа си дојден тука да збориме на различни аспекти да гледаме ова тема. Сега можеби нели спомнавме некои да кажеме дневни активности, нели така ги нарековме. Сега каков е ноќниот живот кај нас? Тоа многу ме интересира. Не знам, за мене некако ноќниот живот е одамна, ама не знам за мене се сведе на 3, 4, 5 кафичи. Тоа е тоа. Ама дали мислиш дека тоа е лично ти како ти или дека можеби тие се можностите и тоа е изборот, па сакали ме некиме мора да се сведе на 5 кафичи? Па тоа е изборот. Ти рекол, пак имаш многу кафани ако сакаш. И не зборам лошо за кафани, супер се кафани. Да. Ама не треба да е единствената опција. Кафичи, тоа е тоа. Тие се неколку, нешто свирка, не пак има поприлично, сега се отвори неколку простори кои што даваат можност за уметници да креираат независни проекти таму, така да тоа е за поздравување. Се духав дегов со тој мракот на почеток дека ништо не е сменето. Значи се појавуваат некои работи дека се де факто сменети, дека баш тие независни простори се појавуваат. Меѓутоа немам доволно искуство за да можам да зборам за колку тие проекти се рентабилни на долг рок за артистите. Немам доволно искуство, имам. Да, ама веројатно се сам започнал некој млад артист кој што почнал се само доволни за некој вид на промоција, да кажеме. Сегако. И тоа е многу добро. Сега така доста често појава каде што младите се тие кафичи, дали кафани или било кои те нас некако ги заменуваат тоа излегување, го заменуваат со седење во парк. Тоа е некако многу честа појава во последно време, па зашто мислиш дека е тоа така, веројатно нека си приметил, можеби извода генерација седела, можеби сега моментот не, ама се седело тоа постојано во парк, ама некако дека сега е многу голема мера. Мојот впечаток па е некако обратен, ама пак ето си го гледаш од собствена перспектива, си бил дете, си седел парк, па најднаш ти е све полно, прв пат, не знам, почнуваш да искажеш си 14-15, прв пат, така му дојде у парк, одиш, така да не знам колку сум објективен за тоа, меѓутоа поприлично било барем во друштвото во кое што јас сум се дружел во тие средношколски денови, па и академски, се знаело
кафана била мисловна именка, така да се почнувало секогаш во Парк Про. Не, тоа нели секогаш било, тоа не е јасно. Прашањето ми е по-конкретно дали тоа се приморани младите таму да скажат, бидејќи нема каде на друго место, или можеби не ги задоволуваат нивните потреби тие места кои што постојат, или тоа е само нивна желба таму да искачаат? Па не мислам дека еднострано, мислам дека тука има финансиската ситуација, дека дали е на полошо, во најлош случај, во најдобар случај е исто, а и тоа е во суштина на полошо. Не знам како да го кажам, ама најверојатно е комбинација на немање доволно опции и тие опции кои што се имаат не се во буџетот и во можноста на младите луѓе. Заради тоа што пак можноста за заработка на младите кај нас е и ограничена. Поприлично ограничена, така да тоа си влече едно на друго и тоа може подоцна да се надоврзе на проблемот со посетеност. Не дека нема посетеност, има посетеност, меѓутоа не е на тоа што може да биде од посетеноста на културните настани во Македонија, и тоа може да се поврзи доста лесно со финансиската состојба на луѓе. Тоа е... Па да, може би тоа една од причините бидејќи генерално цените, да кажеме, во сите тие локали, па и сега велезниците, може би не се баш соодветни, да кажеме, за младите. Не би можел да тврдам со некаква си сигурност, меѓутоа на изглед така делува, дека е некоја комбинација на немање доволно можности со немање доволно финанси, што е некако проблем на младите од секогаш. Да, за жал. Тоа е така, неколку пати ги спомнавме, нели, и младите направивме спортба Скопје Прага, и сега ме интересира дали центарот на културно-забавните настани кај нас е Скопје и што се случува низ другите градови? Сега не знам дали си имал можност, можеби со Скоро театар, скоро да посетите некои од другите градови. Отидовме на турнеја низ Македонија во 4 града. Каков е твојот впечаток за ситуацијата во другите градови? Така некако беше на пролет околу празниците на пролет, и имаше, не знам, бевме приле беше поприлично жив, меѓутоа имавме интересна случка таму, каде што, не знам, гостин на платена карта си отиде кога зашто за семејно наследство сте правили анализи. Јас сакав нешто да се смеам. И си отиде до теран и уодела у све, си отиде. Не може би очекувале ти некој друг вид на... Све си пишуваш? Не се, меѓутоа тоа е нешто случка што можам да ја споделам што се случи. Друго, например, исто така сретнавме таму заради тоа што таа представа што ја правевме имаше таков некој интимен карактер, се одвиваше на маса, така да имавме можност дури приватно да разговараме со многу од гостите на представата, така да има збиднување, не дека нема, Прилеп го земав како пример, има збиднување во Прилеп, меѓутоа добро, да, еден поголемите градови. Во никој, дури ни Скопје не е доволно, нема доволно каму да зборуваме за помали градови, така да мислам дека повеќе треба да се гледа кој некој поинтегрален, не знам дали е апликативно, ама не е битно, поинтегрален пристап каде што да, ако, не знам, представа се прави во Скопје, таа не треба да е исклучиво за Скопје. Таа може да шета, истото важи и за Прилеп, кога во Прилеп ќе се потрошат гости, таа представа треба да дојде во Скопје, треба да дојде во Битола, не знам, Тетово, било од кој од градовите, да има некакво, премногу сме мали за да очекуваме дека секој град буквално сме цела држава ни е кварт во било кој поголем град. Така да не знам сега многу другите градови се во Скопје, така да ќе видиш. Моментално имаме до Скоро театар на резиденција, тука работиме со актерка од Перу и он само викал има 12 милиони на перцепцијата што само ти доаѓа колку е за тоа што се баш се каравме за тоа што и она се каравме, дискутиравме дека дали Прага е голем или мал град, и она вика Прага е како градче, не е градче. Населба. Да не збориме дека Македонија е буквално 8, како да математика не бевме добра, 6 од тој главен град каде што она е родена, така да не би било контрапродуктивно, сметам дека е контрапродуктивно да гледаме исклучиво на
на градови, туку треба да се креира буквално на ниво на цела држава и тоа да има можност, ама тука пак се појавуваат проблеми, транспорт, финанси. Буквално не знам, во Прага можам ако сакам да искочам во Брно да гледам представа, јас имам во 11, во 1, во 3, во 5 автобус, каде што сум исклучиво безбеден, каде што буквално можам ако сакам да заспиам, да го отспиам патот. Таа можност ние немаме. Некој ако буквално Куманово е преку две брда. Ако јас сакам да идам да гледам, не знам, денови на комедија у Куманово, треба да возам до таму. Например, тоа го зборевме интегралноста за да има некаква исплата после таа представата, треба некој да ти продаде пиво. Таму, за некако да останеш, да разговараш, пак што напиш не смеш да возиш. Да не смеш да возиш и се поврзуваат тие работи, не се. Да, така е. Можеби вака звучи смешно, ама стварно е многу логична таа поврзаност, така е. Така да едното влече другото, а кај нас досега не дадовме пример што нешто факе, не знам, буквално одиме од еден на друг проблем, не одиме од едно на друго решение. Така да не можам немам доволно искуство, немам доволно да кажам од каде треба да почне таа промена. Верувам дека секој од нас што овие работи ни се битни, треба да почнеме од тоа што можеме да го направиме, не знам. Скоро театар почнува од лична желба на мене и на жена ми. Да. Фактички, она е писателка. Добро. Писателка. И заедно го работиме театарот и фактички тргнува од наша лична потреба да креираме, не знам, на мајчин јазик на македонски. Меѓутоа исто така и дел од таа, не дека јас сега викам дека јас сум направил некоја промена, не сметам дека сум успел да направам некоја промена до денес. Меѓутоа тоа не е момент на обесхрабрување, дека не може. Тие малку неколку 2-3 представи, колку успешни, колку неуспешни, колега друга, колега трета, нов албум ќе извади, некој нов бенд можеби. И промените одат така многу мали. Нема да се искрено не верувам во револуции, големи промени. Дека може да се случи. Треба време да се случат такви големи промени, ама е добро што сето тоа некако почнува од секој поединечно и секој поединечно мислам дека некако си работи. Ја не знам колку ти можеш повеќе да кажеш, имаш нели искуство таа меѓусебна подршка помеѓу артистите, дали постои се гледаш дека нели ти правиш нешто, некој друг колега реализира некој друг настан, таа подршка бидејќи како нели секој самостојно действува, не може ништо да направиме. Некако мислам дека треба да се споите сите заедно за да функционира, се направи некоја поголема промена, да кажеме револуција. Револуцијата, не знам, брзо вакви работи е спора. Например, едноставно јас сум се радувал на успеси на наши колеги, буквално како лични успеси и не го кажувам тоа туку така, затоа што тоа гради на поголемата слика за сите нас. Ако не знам, Тамара Котевска ќе ја кажам, со која што сме студирале заедно, кога она беше номинирана за Оскар, тоа сум се радувал како... И тоа 2 номинации. Да, сум се радувал како собствен успех да е, заради тоа... Дека сите се радувавме, бидејќи тоа беше некоја голема отскочна даска за нашата културна забавна сцена, да кажам, особено за филмот, документарниот филм кај нас. И не знам, и така почнува и таа, ако гледаме да се надоврзаме на мојот, тоа отвара некои врати за некои филмаджи од кај нас кои што ќе работат после неа, затоа што и во оваа некоја Македонија има талентирани квалитетни луѓе. Ако ништо друго барем слушнале дека постои Македонија. И едноставно едно се налепува на друго. Единствено улогата пак да се вратиме на државата, да го даде стимул, да тие луѓе нема да дојде државата да ти каже да те скроз финансира и на што, едноставно треба да дава стимул да тие луѓе кои што стварно сакаат да креираат. Да. И утни, погоди, нема ништо лошо до тоа да сгрешиш. Па добро, да, и грешки се доста важни целиот тој процес, учиш од грешките, ама и се надоврзам на Муабетов, гледам дека доста актери во последниот период доста прават турнеи низ различни градови, например, доста ми е тоа драго, нака баш сакам да и да посетам кога се тука во Скопје и ги следам вака на социјалните медии, мислам дека тоа е супер напредок за кај нас. Да, и треба да се охрабри, поддржи и стимулира. Да. Значи, клучниот збор е стимулира. Улогата на државата е само да не, тоест на министерството во нашиот случај само да не стимулира.
Да, супер се надоврзуваме на следната тема, тоа е во насока на организирање на се тие забавно-културни манифестации. Ти спомна дека се направиле и турнија низ 4 градови. Кај нас колку е тешко да се организира нешто такво кај нас. Неколку пати ги спомнавме и поддршката и само иницијативноста, ама што се е потребно и од логистички аспект, и од некоја лична мотивација за да се направи таков вид на настан, турнеја, представа, било што? Мотивацијата повторно почнува од личното, треба да ти е битно да сакаш тоа да го правиш, заради тоа што со сила или за некакви си големи бенефити не постојат. Едноставно почнува од личното и почнува дека сакаш да имаш нешто да кажеш. И од таму, не знам, така некако се си го заврши прашањето брзо. Ама од таму почнува дефинитивно, почнува од личното и се надоврзува понатака со се. А дали е тешко да се, не знам, да се закаже простор во друг град, да се најдат луѓе во таа насока? Разбирам која насока се најдат. Не е толку едноставно, заради тоа што речеме некои од зависно сега не би издвојувал, меѓутоа од театарски простор до театарски простор, од културен дом до културен дом сме имале различен пристап, различен прием, меѓутоа тоа што е универзално за сите се подфинансирани. Секаде, скоро секаде е поприлично ладно, скоро секаде нема доволно вработени кои што може да ти помогнат. Едноставно си оставен поприлично сам на себе, во некои од тие културни домови си има одредени ценовници кои што не резонираат со моменталната ситуација и со условите кои што ги нудат, предпоставувам. Не само со условите, туку и со креирање на буквално рентабилен проект, некој проект кој што може да живее. Да. Кај нас некако се уште, иако све оди во насока, меѓутоа се сите тие проекти се прават за до 10 изведби, 15 изведби, ако некој ептен има срека, мислам дека исто тоа е веќе прашање на економисти, не е само за нас уметници, како да те оставиш во живот таа представа, како да е примамливо таа представа да живее за артистите и за публиката. Тука повторно се враќаме на маркетингот, меѓутоа се некои работи, некои ценовници, некои вакво уште од време на СФРЈ не сменети, тој некој таков. Мислам дека не се само ценовниците не сменети, мислам дека самите простори дека се не сменети, не се реновирани. Не само на вакво, туку на како ти го продава, како ти го закупуваш тој простор. Има по многу различни начини, сега не сум економист, меѓутоа дали на проценти, дали на некогаш ти е во интерес ако да стимулираш некој да имаш ти како културен дом одредена стратегија кога сакаш да стимулираш, кога не сакаш да стимулираш. Така. Сега тоа пак некои луѓе кои што се подолго тука во Македонија од мене, кои што многу повеќе независни представи работи да можат верувам многу подобро да ти одговорат на ова прашање што можам ја. Да, ама добро, секој си нели со своето искуство, тоа сега постои. Моето искуство сумарум на крај е дека има многу луѓе во тие културни домови кои што сакаат да се работи, кои што сакаат да се успее во тоа, меѓутоа недоволно за да видиме некаква голема се работи повторно се сведува на индивидуални иницијативи на луѓе кои што работат во тие установи. Меѓутоа како целина не сум имал искуство како целина дека овој простор, сега да речем простор да опфатам све, овој простор све функционира како што би требало да функционира. Така да како се решава тоа, што се решава, појма немам. Па добро, веројатно сите тие институции се под нечија надлежност, дали на град, на министерство, веројатно се под нечија надлежност, некој треба да вложи во тоа, ама ми се допадна тоа што го спомена, баш сакам да се надобрам на тоа дека и ние од некој искуство кој што ги имаме под некои такви настани кои што ги организираме на различни локации низ Македонија, гледаме дека тие простори не баш ги нудат сите услови, дека не се вложува во тие простори. Сега ме интересира како ако сакаме да ја збогатиме, да кажеме, културно забавната сцена кај нас, ако сакаме да ги поттикнеме артистите да прават нешто,
тогаш зашто не работиме во насока на реновирање и подобрување на состојбата во која што се наоѓаат тие нема простори? поврат. Ќе се реновира за да пропадне за да пропаѓа во наредните 10 години. Треба да се направи како тој простор ќе ги исплаќа тие, не знам, тие нови светла или тие нови столици, појма немам што. Мислиш дека, например, од карти, од театри или културните домови, дека од билетите кои што ги наплаќаат тие проценти кои што ги земаат, дека тоа не е доволно всушност за да биде одржлив просторот? Најверојатно не. Добро, да. Најверојатно не, заради тоа. Примерно што го гледаме, тоа покажува. Најверојатно не знам. Нашето решение е дека јас си отидов другар во Бердин, од Бердин автобус, си отидов, најдов у германско село рефлектори увезувани од Кина и си ги земав. И нема што, сакам да работам, имам желба да работам, не можам да чекам да се купат рефлектори во културниот дом. И всушност сега си ги носите со наши рефлектори сме секаде сега буквално моментално имаме 2, што е недоволно за било каква поголема продукција да се прави, за поголема сцена. Меѓутоа тоа беше моето решение заради тоа што јас можам да кажам мислење, вака си правиме муабет за овие работи, ама реалноста е дека јас како еден актер кој што е дел од скоро театар како невладина организација за театар и култура, можам да кажам мислење, ама поголема промена од своја иницијатива не можам да направам. Така да си го фатив автобусчето, си отидов, си ги купив. Бев, си имал среќа да бидам во можност, сега тие не се некои скапи, ама верувам дека може за некој кој што почнува вложување на лични финансии. Лични финансии буквално за јас да можам да си го дозволам тоа, јас работам други работи, не знам. Нема ни вакво да работам и во Чешка буквално имам втора работа која што ми возможува да давам собствени инвестиции во вакви. Да, но за жал сте дека не сите тоа го може да го направите, дека навистина е значена таа и не е одржливо на долг рок. Ниту пак е одржливо, се согласувам. Дека ти не можеш секој пат да одиш и да бараш од различни места. А ниту пак ти да ги носиш, значи дека треба цело време некој камион голем со тебе да има позади тебе за да можеш да ги реализираш тие идеи. Да, може би некоја позитивна работа да кажеме од се тоа што до сега го зборевме. Скопје град на културата за 2028 година имаме, нели, да кажеме таа титула, сега ме интересира колку сме подготвени да носиме таа титула. Може би начнавме малце темата, тоа одговорот на ова прашање, ама да биде конкретно, дали сме подготвени Скопје да биде град на културата за 2028 година? Многу не сакам да речам не, ама прво, например, баш муабетот што го правевме пред да почне подкастот е дека јас не знаев многу за што таа иницијатива се не. Па да кажеме да иницијатива се аплицира, процес се приложува различна програма со буџети. Во овој момент денес дека јас немав премногу информации за тоа како некој што работи. Сега можеби тоа е и на моја кривица, не можам сега да кажам дека не е, меѓутоа ако има една, не знам, транспарентност и отвореност во што се креира само дискусија и разговор да што тоа за нас значи, пошто титула као титула дошто 28 поминала. Што значи за уметниците, за артистите? Да, за политичарите е многу важно таа титула се фалат со нејзе како титула, ама реалната ситуација мислам дека во моментов е ке се пофалат 9,5 ке завршат вестите, што ќе правиме? Не не е битно, ама спробувам да зборувам многу искрено за тие работи. Што од тие работи ќе останат за артистите и за работниците во уметноста понатака? Ако ја имаме таа можност да Скопје 2028 биде град на културата, да остане нешто, ако не нешто материјално, да останат навики. Да. Ако имаме стимул да креираме барем навики, ако ништо друго. И навики претпоставам дека идејата е да се поддржат, нели, младите артисти, бидејќи спомнав многу пати до сега дека изгубена мотивацијата, а како и не би било кога во изминалите 4 години
вкупниот буџет е намален за скоро 58 милиони денари за сите тие институции што се под град Скопје, зборам сите музеи, дом на култури, само таа насока. Тоа се намалени, намален буџетот, постојано буџетот иде надоле, а од друга страна зборуваме за некоја европска престолнина на културата, некој тоа толку ми е различно и ми нема некој НЗС, што јас во мојата глава никако не можам да си го поврзам. Единствено логично е тоа што не е доволно логично да си го поврзаш до некаде, ама ето може би самата таа титула Скопје град на културата може каде да стимул да не само тие 58 милиони се вратат, да се прераспределат назад кон уметноста и културата, а може би да се зголемат. Меѓутоа најверојатно почнува таму и најверојатно стимулот би бил таму, не како буџети работат градови, стварно не знам доволно за да кажам, ама тоа што е непобитен факт е тоа што го читаш ти таму дека 58 милиони се распределени помалку. Не мора да биде од буџет. Не мора, немам појма, нека бидат соработка меѓу градови, можеби не знам. Гетеборг сака да стимулира уметност во Македонија. Не може, стварно нема пари, појма немам од буџет. Меѓутоа постојат начини каде што може да се стимулираат соработки, да се стимулираат, и тоа е веќе прашање на адреса на тие луѓе кои што ги креираат тие културни политики, дали на градот, дали на државата. Така да дури не е ни срамно да немаме пари, да нема 58 милиони, нема, не е срамота да нема. Ако не се водило нешто добро, нема. Да, окей, тоа стои како факт, тоа не постојат тие пари. Нема тука што да се направи, ама некако имам впечаток дека ниту пак се пронаоѓаат различни начини и можности да се вратат тие пари или на некој друг начин да се обезбедат за да се стимулира. Тоа е веќе до тоа е суштината, би рекол, на самото прашање, дека тие пари секнале, меѓутоа нема никаква замена за нив, што значи е директен удар на уметниците кои што живееле од тие средства годините претходно. Да. Некако нели со тоа доаѓаме до моментот и ти спомна и ти си млад артист кој што само иницијативно нели отвара, започнува да кажеме иницијатива, здружение за актерска игра, така да го кажеме. Театар и култура. Театар и култура, така. Работиме, поприлично продуцираме представи, пробуваме да споиме уметници од Македонија со Европа, свет. Работевме доста на мобилности, преку Гете институт, така да имавме шанса да дојдат артисти тука да работат, неколку мина наши артисти исто така работеа представи со нас во Прага. Да, убаво е таа размена на искуства, реално, бидејќи нели ако не споделуваме искуства, ниту пак можеме да дојдеме до некои нови идеи, ниту пак да се подобруваме. Сега, за да почнеш нешто тако само иницијативно како млад човек, треба храброст дефинитивно во било која област, дали е тоа музика, дали е тоа театар, дали е фотографија, поезија, пишување, било што. Мислам дека тоа прашањето ми е дали младите ја имаат таа храброст кај нас. Ја имаат, ама не е стимулиран. Дали уште, не знам, пак ќе се навратам секогаш на... Немам како да ти одговорам другачи, освен ако не се навратам на собствено искуство. Например, мојот страв бил, ќе си го кажам најотворен, мојот страв бил кога сум бил таа 2017-та, ако одглумам лошо, што ќе кажат? Мал простор, толку сме, 100 глумци. Готово, кариерата ќе ми заврши. Тоа се тие, не знам, се доста млад. Така сум размислил се дека, не знам, некако во Прага да јас го добив лично куражот дека никој не ме знае. И најнаш им се слободен и најнаш на луѓето им се допадна. Не на луѓето, некој им се допадна, некој дефинитивно не им се допадна. Да, добро, тоа се различни искуства. И едноставно мислам дека е полезно за сите нас да се стимулираат не само младите, дури и старите артисти да креираат надворот од тоа што се комфортни. Комфорт зоната е тоа што поприлично е контрапродуктивно за било каков напредок. Некако не спречува да напредува. Не спречува, а некако место да се некако тоа што се стимулира во Македонија е комфорт.
до некаде, не знам, дали сме и такви како, не знам, не верувам у таа некоја, не знам дали како по природа сме по склони, не мислам дека тоа е поприлично прашање индивидуалност, меѓутоа во континуитет се стимулирала таа комфортност, така да се станува некоја наша колективна одлика. И тоа некој колективната одлука, за нешто те прекинав, ние дека не даваме доволно поддршка како јавност генерално за сите тие и помлади и постари артисти, кога ќе почнеме да ги читаме сите тие коментари кои што доаѓаат генерално се негативни, никаде ви да се случила некоја грешка и нели да не се одговорно добро било што. Мислам дека многу мал број на луѓе ќе бидат во фазон окей, младо дете, млад човек кој што сега за прв нели настапува, ова се неговите почетоци, треба да го поддржиме, генерално ќе бидат многу негативни коментари, плукање и мислам дека можеби тоа доста влијае. Прво, како некој кој што се решил да биде актер, сега пак мораш да очекуваш негативни коментари, не можеш да бегаш од тоа, меѓутоа дали сме учени како да се справиме со тоа, би рекол дека не сме. И даваме можеби повеќе важност од што треба на тие работи. Да, убаво е да слушнеш ти и негативен коментар кој што е конструктивен, така се расте. Убаво е да слушнеш позитивен коментар, исто така се расте. Ама да се стимулира да не се проблемот е дека некогаш во такво едно општество се доаѓа до некоја инхибираност да ти не направиш. Имаш некој страх, така. И па колку генерално се случува тој страх кај младите артисти, не можам да знам, јас кога бев, не знам, тази од Академија 22-23, јас без преседан го имав тој страв, бев згрчен, и тоа можеби моја лична природа дека сум бил таков, меѓутоа не сум имал можност да постапам поразлично, не сум знаел да постапам поразлично, се додека некои мои лични одлуки не ме доведе до тоа да видам дека постои друго нешто. Да се надоврзам и да си се пофалам, сега моментално почнав со ситкомите, моментално снимаме 5 епизоди на веб серијал кој што е комедија, кој што е буквално само иницијативност на мене и Натали Спасова, и е нешто што го напишавме заедно и решивме дека ќе инвестираме во одредена опрема, ќе истражуваме и ќе учиме нешто што не е наша струка, да знаеме каде најпаметно да ги инвестираме парите, и моментално снимаме 5 епизоди за веб серијал со глумци од странство тука во Македонија. Да, браво, мислам, твојата самоиницијативност и желба постојано нешто да преш навистина на високо ниво, и стварно би сакал тоа да го гледам и кај другите, кажам, артисти генерално, ама мислам дека не се случува тоа за жал, ама во секој случај браво за твојата самоиницијативност и храброст во оваа ситуација во која што се наоѓа нашата културна забавна сцена да правиш и да креираш. Пак не знам, дури и самото тоа да се случи толку чудно и спонтано да само иницијативноста не е нешто што се гради и се сум професори дали и тука во Македонија и во Прага кои што стимулирале иницијативност и такви кои што не стимулирале секако. Ама самиот смер кој што го изучував таму авторско актерство е за да создаде еден, не знам, артист кој што би можел самостојно да креира. Тоа е самиот тој смер е развиен преку театарот на младите форми во 60-тите во Чешка, така да во одреден таму комунистичко време, каде што ако малце си неподобен немаш многу простор, така да си ја креираш сопствената шанса, така некако ја имав таа среќа да магистрирам таму, потоа не ми ја даде само иницијативност, ми даде алатки како да тоа што верувам дека секој сака. Ама потребни ти се неколку алатки, потребно ти се совет 2-3 да таа иницијативност што таа желба што ја имаш да ја претвориш во иницијатива. И сум многу благодарен и се случи 2000, дури и од кога го студирав све, пред да ги отворам театарските организации, повторно си западнав во комфорт, заради тоа што имав можност да работам
логистика, парите се поприлично сладки и убави и у еден момент на Нова година, знам, со Натали Спасова, славиме Нова година, јас сум си застанав кај 4 сат сега со пивцето рака и ја не сум среќен. И од таму веќе, и буквално, пошто ти рекна си, па добро, цел живот збориш дека сакаш да отвориме театар и како не си среќен, јас сум среќна. Што? Ајде. И буквално назад 14 дена апликација беше поднесена и првата организација беше во Прага и за неколку месеци следеше и во Скопје. И од тогаш сме со тоа. Така да, потребен е момент, потребен е исто така да имаш околу тебе луѓе кои што сакаат, да те поддржат и сакаат да работуваат со тебе и да се посветат подеднакво колку ти и можеби малце повеќе у низиниот случај, пошто работи девојката. Да, добро, реално треба поддршка, мислам дека секој од нас во некој момент може би губи мотивацијата, има секакви различни други случувања нели во животот, така да е важно да имаме тим кој што ќе не поддржува и ќе ни биде и грб и раци и нозе и све ќе биде во различни моменти за нас. Сега да го привршам разговорот, да самиот крај ме интересира кој е твојот совет за младите артисти. Оваа камера е тука, слободно твојот совет, твоето лично искуство, што ти би им дал како совет на младите артисти? Та не им ич кај да работат. Ако имаат некоја идеја, ако веруваат во таа идеја, одма да ја направат, без разлика на дали финансиски бенефиции, дали било какви, не знам, лични кочници кои што не ги имаат. Ако нешто создава барем малку немир, тоа е тоа што треба да се направи. И тотално е можно дека апсолутно све ќе утнат и дека тоа не е апсолутно ништо страшно. Затоа што после пак пробуваш од почеток ново нешто. Само да се пробува иден без кочници, првично без личните кочници и секундарно без надворешни, да се игнорират надворешните кочници. Така некако би го завршил. Го испреткав. Да, не спомнам дека апсолутно е јасно што сакаш да го порачиш сега и во текот на целиот разговор. Фала ти многу што прифати да бидеш наш гостин. Надам дека уживаш како што уживав и јас надам дека во некоја наредна прилика кога ќе се видиме, ќе направиме муабет, дека можеби ќе кажеме многу повеќе позитивни работи отколку негативни за ситуацијата во која што тогаш ќе се наоѓа, да кажеме, културно забавната сцена, дека некако сите ќе почнат да размислуваат во насока на тоа дека треба навистина да се работи и да се креираат и да се поддржуваат различни манифестации. Фала ти уште еднаш што прифати. Фала ви на вас што бевте дел од овој подкаст и што гледавте. Се надевам дека на некој начин успеавме да ве инспирираме и да ви дадеме поддршка, да креирате работи, да започнете нешто свое, само иницијативната. Неколку пати ја спомнавме во изминатите 60 минути. Сметаме дека навистина е важно и ние како организација даваме поддршка на младите апсолутно во нивните идеи, во нивното и во остварување на тие идеи, нели секако. И како што спомена, се надам дека во некој нареден период на вистина ќе зборуваме за Европска престолнина на културата, која што ќе има различни културно-забавни манифестации кои што ќе добиваат поддршка од институциите. Младите ќе имаат храброст да зачекорат на нашата забавна културна сцена. Секако ставете коментари доле во овој подкаст. Сакаме да слушаме вашите идеи и предлози, бидејќи сте наши подкасти кои што ги снимаме всушност одговараат на вашите потреби и вашите барања. Се гледаме во следниот подкаст на Генерација ММ.